студио. Сега друштво ни прави колегата Дејан Андоновиќ, со кого ќе разговараме барем за оно што е во фокусот, за темите од светот. Меѓутоа да повториме уште еднаш, после Андоновиќ студиото ќе биде, односно линиите ќе бидат отворени за вашите мислења, а темата на која што ќе можете да ги кажете вашите мислења се каков председател всушност е потребен на Македонија, дали консензуален или партиски председател. Меѓутоа, уште еднаш и да поменеме дека при гостувањето на Петре Шилегов, градоначалникот на град Скопје, во разговор со Боријан Јовановски овде од студиото ќе бидат исто така отворени линиите и сите оние прашања кои што ги имате кон Шилегов ќе можете лично да ги упатите, а потоа во дневникот, како што напоменавме и на почетокот на денешното издание на Студио 1, на линк ќе се јави министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Така, накратко би било тоа, како еден увод. Андоновиќ, прва тема со која што ги отвораме овие разговори за случувањето од светот се случувањата во Америка, односно во САД. Таму представничкиот дом изгласа веќе две мерки, меѓутоа мерки кои што пак нема да поминат во Сенатот, ако се знае дека овде демократите се главни, овде републиканците. Фактички федералната влада уште ќе биде заглавена. Представничкиот дом изгласа две мерки во обид да ги надмине таа блокада на финансиите предизвикани од тврдоглавоста, би рекол, на Белата куќа и Трамп, кои не дозволуваат тие закони да поменат и тој буџет, доколку во нив не биде вметната ставката $5 милиарди средства наменети за тој најавуван зидот кој е најавуван кон Мексико во обид да се спречат мигрантите од Латинска Америка. Представничкиот дом од вчера и официјално е во мнозинство, републиканците и Трамп се во опозиција, условно речено, и се обидуваат тој факт да го искористат за да можат да изгласаат и да ги одблокираат оние 25 федерални институции кои се блокирани од 22 декември, кои практично немаат никакви финансиски средства, ниту вработените имаат хонорари таму, што па може да предизвика контраефект поради блокадата на Трамп. Меѓутоа тоа сето може да остане мртва буква на хартија доколку Сенатот не го усвои, а врло веројатно е дека нема да го усвои бидејќи таму републиканците меѓу кои и Трамп ќе се обидат да го блокираат, односно и самите демократи рекоа дека овој закон не може да го пуштат во процедура доколку не добие дозвола од Белата куќа. Од друга страна, Белата куќа денеска повторно повтори дека овие закони нема да поминат се додека не биде вметната таа ставка од $5 милиарди за зидот, а како еден куриозитет дополнително на социјалните мрежи самиот Доналд Трамп лиферуваше една слика каде што во алудирајќи на она од игра на троновите или Game of Thrones каде што зимата доаѓа оди, он има таква лиферувана слика каде што пишува зидот доаѓа. Нешто идентично пред 4 или 5 месеци, иста таква фотографија на социјалните мрежи лиферуваше самиот Трамп кога на Иран им најавуваше санкциите доаѓаат. Интересно е како Трамп секој пат кога има проблем своите информации или своите ставови ги соопштува преку Твитер. Да, но и покажува дека е доследен на своите ветувања. Повторно јас ќе повторам сите оние ветувања кои ги даваше во предизборната кампања, колку и да изгледа многу радикални, колку и да изгледа невозможно остварливи, тој се обиде или ги оствари. Токму и сега ми се чини ова со зидот по цена на ова се што се случи, блокада на федерални институции, конфронтирање со самите републиканци и демократи, тој оди до крај. Само ќе потсетам уште дека утринава или по наше време, кога ја изгласа за председател на представничкиот дом Ненси Пелоси, самиот Трамп се појави и честиташе, што беше уште еден куриозитет. Меѓутоа, тој ја вози својата агенда, тој е убеден. Зидот доаѓа и тоа е тоа. Зидот доаѓа, јас ќе повторам по кој знае кој пат, он е бизнисмен, он е материалист, он гледа каде има ќар, гледа каде може како бизнисмен да го издействува и оди до крај. Така, Дејан, пред неговото назначување, односно откако ги доби, пред да ги добие изборите, експертите не му дава речиси никаква шанса на Доналд Трамп. Едно име се издвојува кое што пак американските медиуми го потенцираат во јавноста, тоа е историчарот Ален Лихтман, кој што само тој на некој начин тврдеше дека Трамп има огромна шанса да стане председател. И погоди. Сега истиот Лихтман вели дека во 2019 Трамп го очекува импичмент. Ако се случи импичмент на Трамп,
Кој би бил првиот човек кој што на некој начин пак би дошол во Белата куќа како главен? Мајк Пенс е еден од оние кои што го... Па подпредседател веројатно, но сега да не одиме во тие шпекулации. Неговите анализи и предвидувања околу доаѓањето на Трамп на председателското место се погодија. Тој сега очекува и ние овде во студио, да те потсетам, предпоставувавме, нели, велевме полно пати и анализиравме дека Трамп можеби и нема да го избутка целиот мандат, но сигурно дека нема да има втор мандат. Тој во својата анализа вели дека не е невозможно да се соочи со импичмент, особено сега кога демократите полека ја враќаат предноста во представничкиот дом ја имаат, а можеби утре во Сенатот. Треба да гласа 2/3, тоа не е невозможно ако се земе во предвид дека освен сите демократи, што е логично, и дел од републиканските конгресмени и сенатори не се согласуваат со политиката на Трамп, бидејќи еве со зидот само покажува колку таа политика во Вашингтон е поделена. И само еден глас им треба во Конгресот на демократите, барем за да почне процедура. Но после треба, нели, да се изгласа и во Сенатот. Така да никој не е имун и никој не е недостижен што се однесува до разрешување импичментот на Трамп. Од една страна анализите велат зошто би му направиле импичмент кога он ги избуткаше овие 2 години и после тоа ќе се прости на некој начин од својата политичка кариера, но од друга страна можеби опозицијата во Америка или демократите или одредени големи кругови сака да му се одмаздат на Трамп и со повлекувањето на импичментот да го тргнат, што би било голем срам за еден американски претседател. Да, секогаш има што да се зборува околу Трамп и Соединетите американски држави, но ајде со една друга тема исто така вредна за дискутирање, што ја потресе германската јавност, може така да се каже. Објавени приватни податоци на Меркел и на чинам повеќе над 100 други германски политичари. Па реши се целиот германски политички врв, па и членови на Бундестагот. Па јас мислам, Јана, дека тоа не е само германската политичка сцена, ми се чини дека хакерскиот напад врз толку моќни луѓе и политичари во Германија е на некој начин и закана за целиот свет. Ако можат хакерите да влезат во приватниот мејл, во приватниот телефон и во приватната пошта и приватноста на една Меркел, на еден германски председател, на сите министри, на тие представници во Бундестагот, што останува за обичните луѓе. Така да, изведен еден хакерски напад, утринава е објавено тоа е втор хакерски напад во последниве 2 месеца, но можеби најголем хакерски напад во последните години во Германија. Упаднато е земени се податоците, личните податоци на многумина политичари, меѓу кои Меркел, влезено е во нејзиниот приватен телефон, кредитни картички и мејлови. И сето тоа е објавено на Твитер. Сето тоа е објавено на од непознат автор. Од непознат автор. Она што е интересно е дека речиси сите политички партии, вклучувајќи нели ЦДУ на Меркел и нивни представници се хакирани, освен крајно десничарската партија АФД, што упатува дека можеби тие имаат некаква улога во целиот овој хакерски напад. Она што е интересно во хакерскиот напад е дека е влезено преку Outlookот, но и преку Facebook и Twitter. За сега не се знае кој стои за овој хакерски напад. Да, и се уште немаше некои официјални конкретни реакции, односно податоци од страна. Да, она што може за сега да се види е дека се осудува како чин. Па се осудува како чин, бидејќи ова страшна порака. Мене ми се чини дека хакерскиот напад со земањето на податоци како податоци не е многу страшен, но како да хакерите или тие што стојат за тоа сакаат да покажат, да му покажат на светот што можат они да направат и дека колку се моќните фигури во светот аранливи, а богаме и за нас обичните луѓе, кога можете една Меркел да ја хакираат, што останува за нас обичните луѓе или за политичарите од помаливе држави, кога на една германска канцеларка, една политичарка која иако е на залезна кариера, е се уште со големо реноме политичко и голем рейтинг и е представник на една голема држава. За овој хакерски напад, иако не се знае кој стои, се сомнева дека стојат можеби Русија и Кина, кои помогнати со овие крајно десничари, ќе повторам, кои се единствени во Германија, кои не се воопшто земени во овој хакерски напад, се обиделе да земат некакви податоци. Но зошто? Има ли според тебе зошто е тоа направено токму сега?
некоја твоја видување, зошто би било Дали е за дискредитација, може би пред заминување? Овој хакерски напад, јас прво што успевам да го разберам е дека е опит за понижување и демонстрирање на сила на оние кои го направиле тој напад. Сакаат да покажат дека нема мокни фигури. Помокни сме од вас во случајот. И тоа сето се случува, јас повторно ќе го соберам со оние обиди и жолтите елеци во Франција, каде што, да кажеме, средната класа веќе се подига. Некако левичарски се во ова ми личи. Од друга страна, хакерскиот напад е обид да ги понижи мокниците и да им покаже дека не се толку мокни. Па затоа некои политичари си користат од оние старите телефони со антени, со све, да, токму каде што Путин не тоа може да се... го коментиравме, дека Владимир Путин на својата онаа пресконференција традиционална за Нова година изјави дека не користи смартфон, туку користи некој обичен телефон, со кој е само ало и толку. Причина за тоа како што изјави Путин, да подсетам, човек кој работеше долги години како разузнавач во КГБ во Источна Германија, причината ја наведе дека не сакал целиот свет да може да влезе во неговиот джоб. Добре, тој си има поинакво искуство. Да, ме подсети некој наш политичар чија што фотографија се вртеше на социјалните мрежи долго време, лидерот на ДУИ исто така користи стар телефон. Може би му држи повеќе батеријата, разбирате. Да. Дејан, овде ќе ти се заблагодариме за одвоените минути, за оваа анализа, кратка, сладка, опфативме така. Ние ќе направиме овде една кратка пауза и ќе се вратиме со отворените линии, каде што вие ќе можете повторно да кажам, да ги кажете вашите мислења за тоа каков претседател е потребен на Македонија, дали консензуален или партиски. Екипата на 1 ТВ ви посакува Среќна нова година! Оваа Бадникова вечер во пресрет на Божик. Уживајте со нашето најдобро. Најголемите хитови на македонското девојче, отпеани специјално за вас. Нека оваа празнична вечер биде посебна. 6.1. во 21 часот. Божиќен концерт на Каролина Гочева на 1 ТВ. Божикно интервју со собственикот на БМЈ Медија Груп и 1 ТВ Бојан Јовановски. Ќе добиеме одговори на сите прашања за животните предизвици, одлуката да влезе во медиумскиот бизнис, неговата борба и успехот како резултат на посветеноста кон неговата нова професија. И на крајот, како од маргините до врвот. Гледајте ТВ интервју 7 јануари 21 часот. Во ексклузив ќе гледате. Влеговме во домот на познатата пејачка Ребека. Таа е навистина богата. Директно од Лапонија, Дедо Мраз ни испрати секси баба Мразица да позира пред камерата на ексклузив. Најбараниот пејач во Македонија, Ѓоко Јович, гостин во студио. Гледајте ексклузив денеска во 18:15 часот на 1 ТВ. Секој успех заслужува внимание, а секој пораз критика, дебати, анализи, интервјуа, сите најважни спортски случувања како од домашната, така и од меѓународната спортска сцена. Што остави длабок печат, а што допрва не очекува. За најверната публика и недобрите типувачи следуваат награди. Спорт 1, вашиот број 1 спортски информатор само на 1 ТВ. Секој петок 21 часот. Четириесетипрвото издание на Дакар ексклузивно на 1 ТВ. Секојдневни прегледи од најинтересното и највозбудливото возење во Перу.
повеќе од 500 учесници, 10 стази, 10 предизвици, 11 дена уживање. Најголемиот рели предизвик од 6 до 17 јануари. Гледајте Дакар 2019 на 1 ТВ. Како се создаваа успешни бизниси преку лажни идентитети? Ние ги откриваме имињата на оние кои стојат зад криминалот и корупцијата. Субвенции, јавни набавки, тендери, како и кому се делеа. Македонија не е во приватност на индивидуи. Откриваме се што се случува зад ваш грб. Нема заштита за локалните шерифи кои станаа бизнисмени. Бараме одговорност од најмокните за најмалку заштитените. Одговорите во Македонски инсайдер. Стартуваме од 15 јануари 2019 година. Бидете со 1 ТВ. Во потрага по правда, оваа жена ќе влезе во борба со ѓаволот, за да го пронајде вистинскиот убиец, што одзеде десетици животи. Неговиот таргет се професионални и успешни жени, а една таква ќе тргне по него. Како што се стеснува обрачот околу него, ловот по убиецот станува се поочајнички, а тој уште поопасен од претходно. Наскоро на 1 ТВ, серија што ќе го освои вашето внимание. Британски психолошки трилер, во кој играта на нерви и возбуда никогаш не била подраматична. Наскоро, Падот. Да. И сега ги отвараме телефонските линии, како што најавивме. Ги очекуваме вашите јавувања. Еве една можност за нешто што подолго не сум го правела. Разговор со вас. Оно што и претходно Чаловски најави, каков председател, бидејќи сега веќе ќе стартува целиот тој процес околу следните председателски избори. Така што ваше видување, консензуален или партиски? Партиски во оној однос, нели, дали треба партиите да го предлагаат. А апропо исто така изјавата на премиерот Зоран Заев дадена вчера, кој што јасно и гласно истакна дека посакува консензуален кандидат за председател. Од друга страна, исто така, она што е ново, дека пак најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН веќе го објави повикот за кандидати за председател на државата. Така, Заев рече дека се уште не е отворена барем во поглед на таа идеологија, не е отворен некаков повик или дебата, бидејќи уставните измени се оние кои што во моментов се во фокусот, барем како кај владата, така и кај законодавниот дом, а од друга страна ВМРО ДПМН го објави повикот за сите граѓани кои што ќе трае до 31 јануари и до 18 часот секој од вас што има еден начин, има програма или има идеја како да биде добар председател прифатлив за сите, може да се пријави во партијата, во централното седиште на ВМРО ДПМН, во центарот на градот или, како што е познато во јавноста, во она Бела палата, каде што до 31 јануари ќе можат да поднесат граѓаните индивидуално писмо за изјавување на интерес за кандидирање. А тоа значи дека кандидатот би требало да ја представи својата програма, но и да ги има, како што велат од партијата, освен да ги исполнува законските обврски, да биде и да ги поддржува политиките на ВМРО ДПМН, што пак на некој начин може да создава
мала дилема сега. Дали би требало да биде на некој начин човек кој што ја поддржува партијата или... Да, се отворија многу прашања по овој повод, но добро е што сепак се избирате на еден граѓански начин. Апсолутно, би се согласила во овој дел, но повеќе информации може да слушнеме од прилогот на колегата Христијан Баневски, кој што денеска работеше околу ова тема, додека се уште немаме гледачи. Го гледаме прилогот, па се враќаме назад во студиото во очекување на вашите јавувања. За премиерот Зоран Заев би било идеално доколку идниот председател биде татко на нацијата, прифатлив за сите. Во одговор на новинарско прашање тој вели дека посакува да се избере консензуален кандидат за предстојните председателски избори. Дуе еден коалиционен партнер, ние имаме повеќе коалициони партнери, но за нас се најзначајни граѓаните. Така да во сите овие разговори верувам дека ќе изнедреме сила навистина да избереме кандидат со кој што ќе биде чест да застанеме позади него и да го промовираме како иден председател на Република Македонија. Јас верувам дека има капацитет оваа коалиција која што добила чест да го води парламентарното мнозинство и извршната власт да победи на изборите, но секако тоа не е еднаш за секогаш дадено право. Председателските избори се избори на личности. Вистинскиот лик навистина ќе биде пресуден, веројатно и при одлуката на граѓаните. Тоа го знаеме и согласно тоа ќе се водиме во одлуките. За сега во фокусот на владеачката СДСМ се уставните измени и обезбедување на потребното мнозинство. Министерот за внатрешни работи и подпредседател на партијата Оливер Спасовски во разговор за еден ТВ ниту потврди ниту демантираше таква амбиција, но вели процесот за избор на председателски кандидат во партијата се уште не е започнат. Кај нас има предвидено детална процедура во статутот како се избира кандидатот за председател на државата, значи се тргнува од најниското ниво, од местните одбори на Социјалдемократскиот сојуз, општинските организации, централниот одбор и така натаму, и на крајот ќе дојдеме до кандидатот. Од друга страна, ВМРО ДПМН денеска отвори повик преку кој партијата бара кандидати за председателските избори во април. Портпаролот Димчо Арсовски ги повика членовите кои ги исполнуваат критериумите преку писмо да изјават интерес. Конечниот кандидат се избира на партиска конвенција со гласови на 550 делегати. Денес објавуваме јавен повик за пријавување на кандидатура до конвенцијата на ВМРО ДПМН за избор на кандидат за председател на Република Македонија за председателските избори 2019 година. Сите оние кандидати кои ги исполнуваат законските предвидени обврски услови за кандидирање за кандидат за председател на Република Македонија и кои се согласуваат и ги поддржуваат политиките на ВМРО ДПМН и сметаат дека се потенцијален кандидат, треба да поднесат индивидуално писмо за изјавување на интерес за кандидирање на конвенцијата на ВМРО ДПМН за избор на кандидат за председател на Република Македонија. Најдоцна до 31. јануари 2019 година до 18 часот во просториите на централното седиште на ВМРО ДПМН. Неофицијално пак зад кулисите партијата го опипува пулсот преку неделни анкети. Во играта како што објавуваа дел од медиумите се споменуваат имињата на професорите Саво Климовски, Тања Каракамишева, Гордана Силјановска и Трајко Славевски, но и поранешниот министер за финансии Зоран Ставревски, а се типува и со името на пратеникот Антонио Милошовски. А токму од согласноста на ВМРО ДПМН според аналитичарите зависи дали на председателските избори ќе се избере консензуален кандидат за председател. Ако Али Ахмети и Зоран Заев се договорат како најмоćни политички партии, но таму да не забораваме уште 2-3 албански партии кои исто така ќе бидат прашани, и ако и тие се договорат, сега останува само ВМРО ДПМН да даде некаква начална согласност. И тоа не би било така лошо. Прилично механички приоѓаме кон сложени процеси во кои балансот за силите мора да се само да поентирам, затоа што никој не е сигурен. Верувам и во ВМРО ДПМН, сите анализи нивни покажуваат, некој од Сетрајановски, според некои внатрешни анкети имал, ВМРО ДПМН ќе ги изгуби овие избори, нема многу време за да може да гради нов залег. Во меѓувреме се погласни се шпекулациите дека чекор пред сите е претеникот Владко Ѓорчев со активна приватна кампања. Тој не ги коментира ваквите информации, иако коинцидираат со неговите активности на терен. Токму Ѓорчев беше начело на партиската делегација која се поклони пред гробот на Киро Глигоров, иако ВМРО ДПМН во минатото немаше позитивен став кон првиот председател на Македонија. Кон крајот на годината тој имаше и неколку средби со граѓани и поддржувачи од албанска етничка припадност, иако токму ВМРО ДПМН се уште жестоко го опонира законот за јазиците, поради што во неколку наврати беше обвинета за албанофобија.
Еве сме назад во студиото и во исчекување на сепак првиот кој што ќе се јави да зборува на оваа тема. Имаме некаде околу 5 минути за да ги сослушаме вашите јавувања, вашите гледишта. Да, додека сме во очекување на гледачаловски, ајде да те прашам, еве слушаме различни ставови и доправа ќе заболја на вистината, како што споменав, ќе се зборува околу како се темава. ближи кампањата? Така, да, меѓутоа еве ја отвараме полека, но сигурно твојата визија за каков председател ни треба, татко на нацијата. Во однос на овие консензуални партиски Ќе искористам неколку минути да кажам, бидејќи слушаме ние секојдневно од различни експерти, аналитичари и од анкетите со граѓаните што мислат. За мене пред се можам да кажам дека не е, барем кога се работи, нели, за првиот човек на државата, таткото на нацијата, не е важно од која партија доаѓа, пред се е важно човекот да има интегритет. Тоа е барем во моите гледишта. Председател кој што не секогаш ќе работи како што му диригира партијата од која што доаѓа, туку председател кој што ќе биде еднаков за сите. Ние за жал сме имале и имаме примери каде што председателот е на некој начин и послушник на една партија. Без разлика, не споменувам имиња на партии, меѓутоа да, треба да биде човек кој што повторно ќе кажам, лично во своје име зборувам, треба да биде човек кој што ќе води една добра политика на едно консензуално општество, ќе работи во име на државата, ќе работи за луѓето. Но главното прашање, почитувани, е остануваат уште мал број на минути и до вас, а може и тука да го прокоментираме. Дали можеме да излеземе од тој state of mind, така наречен, односно тој ментален склоп, бидејќи факт е дека кај нас се турка по партиска линија? Па да, ама еве, за поздрав е овој, доколку е реално и искрено и од двете најголеми партии, барем еве во македонскиот блок, дека на некој начин демократски го избираат својот, или ќе го изберат својот кандидат. Имаме гледач. Добар ден, повелата, во програма сте. Добар ден. Повелата. Добро е што сте поставиле вакво прашање и одговорот е едноставен. Воопшто не ни треба ваква ситуација. Не ни треба председател на државата? Да. Зошто сметате така? Па, што фајде од овој, што беше и од наредниот кога се одлучува владата. И кој е ќарот да го бираме у парламентот? Каде е волјата на народот и изборот на народот? Каде е тука демократијата? Господине, оно што сакам јас да ве прашам е, дали за вас е важно од каква фела или од каква професија доаѓа кандидатот, односно оној кој што би бил председател, и дали ви е важно дали е маж или жена во прашање? Не. Дори мислам дека ако е жена и подобро ќе ја води држава. Да, и јас верувам дека Македонија е подготвена за тоа. Земете го примерот на Колинда од Хрватска. Добро. Жената направи чудо и без поддршка од ХДС сега ќе го добие новиот мандат. Треба да има шарм, слобода, поддршка од народот и што друго да кажеме. Со што сите наши председатели го задолжи овој народ? Со ништо. Што направија? Ништо. Сметате дека ниеден председател до сега не, еве вам лично не ви оставил впечаток некаков посебен во однос на таа фраза татко на нацијата? Не. Па читете ги книгите што сега Стојан Андов ги пишува, ќе видите многу работи што он сега во длабока старост ги кажува за она што се случувало во времето негови на Киро Глигоров. Добро, сега во ред, тоа е веќе. Не, ама тука се тргнува за да извадите некој заклучок, нели? Мора да имате некои аргументи за да извадите заклучок. И до денешниот председател можеби Борис Трајковски имаше некој авторитет во нацијата, но тоа за жал се случи тоа што се случи, остана недоискажан. Онда станеше жив, можеби подобро ќе се извлечевне како држава и на економски и политички план. Да. Но сето тоа ќе останат, нели, као предпоставки, али во ваква ситуација во која што сега се наоѓаме, да организираме председателски избори, да потрошиме неколку милиона евра, зошто? За да биде само да го потпише указот за прогласување на закони, за дипломати, за
началник на генерал штабот. Па не ни треба, зашто трошите толку да правиме? Во ред. Ви благодариме во секој случај за вашето јавување. Интересен, интересно гледиште. И подобро да се бире у парламентот и воопшто да нема избори од економски аспект, да нема трошоци, доста луѓе немаме леп да јадеме, а не да бараме нешто повеќе. Да го гласаме на социјалните мрежи. Па, можеби, ако поповите дозволуваат да побараме прошка на социјалните мрежи, зашто и ова да не го направиме. Добро. Океј, ви благодариме за вашето јавување, како што кажав, имаме уште еден гледач и со него ќе затвориме, да. Добар ден, повелата. Се исклучи очигледно. Добро. Да, и со оглед на тоа што сакавме нели да го слушнеме ставот, меѓутоа се исклучи. Гледачот ќе имате почитувани од понеделник на различни теми, секако отворени линии, ќе ги кажувате вашите мислења и ставови. И редно време е Чалски во и овој блог да го одјавиме, односно следуваат за кратко вестите на 1 ТВ почитувани, а повторно се гледаме со нас нешто пред 17 часот, нова тема и нов гостин.